Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта ЕЈУ Простеми, продолжуваме со уште посилно темпо и со уште попосветена работа за модернизација и унапредување на патната инфраструктура на целокупниот коридор 8. Независно од состојбите со ковид пандемијата, градежната оператива е насекаде на терен и активно се работи на реализација на капиталните проекти. Заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта сме присутни на овој државен пат од Куманово до Страцин да извршиме увид во рехабилитацијата и да дадеме притисок за реализација на овој проект кој е од огромно значење не само за граѓаните на регионот, туку е од огромно значење и за целата држава, бидејќи овој коридор 8 за нас е стратешки правец на државата. Патниот правец од Куманово до Страцин се реализира во две фази. Инвестицијата е со вкупна вредност од 13 милиони евра, а предвидена е рехабилитација на делница долга 32 километри. Тоа што е значено е значително да ја подобриме безбедноста во сообраќајот на овој државен пат. Денеска се наоѓаме на трасата од втората фаза, на која очекуваме забрзување на градежните активности за да може комплетно да биде завршена оваа траса во текот на оваа година. Во однос на првата фаза од Куманово до село Војник веќе имаме избрано фирма изведувач, а во фаза на избор е надзорот и очекуваме во месец март да започне рехабилитацијата и на првата делница. Така што ќе бидеме уште еден чекор поблиску до модернизација на овој коридор 8. Вкупните средства што се планираат за инвестиција и рехабилитација и до изградба на целиот коридор 8 надминуваат 700 милиони евра, што само по себе говори дека оваа влада е силно посветена на модернизација на европските коридори, на отворање на нови перспективи за нашите граѓани и за нашите домашни компании. Само на источниот крак на овој коридор 8 инвестицијата е околу 100 милиони евра. Односно, во тек е проектирање за рехабилитација на автопатската делница од Хиподром до Миладиновци и веднаш по завршувањето ќе започне рехабилитација на оваа делница. Целосно е рехабилитиран автопатот од Миладиновци до Куманово, во тек е рехабилитација на овој државен пат од Куманово до Страцин. Интензивно работиме на изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка. И на крај, секако, треба да се спомене дека вршиме реконструкција и рехабилитација и до изградба на трета лента на државниот пат Крива Паланка Деве Бајер. Сите овие инвестиции кои претходно ги споменав за нас се многу важни, бидејќи Република Северна Македонија има европска иднина. Нашите транспортни политики се заснуваат на интеграција со регионот, на подобро поврзување со соседите и подобра комуникација меѓу земјите. Затоа е многу важно коридорот 8 да го изградиме на ниво на квалитетна и модерна инфраструктура. Реализацијата на сите капитални проекти е од посебно значење и во ова време, посебно кога сме погодени од ковид кризата и кога се обидуваме со сите сили да ја доведеме економијата и градежништвото на посекуваното ниво. Еден многу значаен успех и факт за нас е тоа што успеавме во ова тешко време на пандемија да го запазиме градежниот сектор стабилен, без отпуштање на работници од работните места. Тоа само по себе говори дека инвестициите не запреа, дека продолжуваат понатаму. Во текот на оваа 2021 година, како што гледате уште од самиот старт во овие зимски месеци, имаме голема градежна офанзива, но продолжуваме со уште посилна динамика да работиме на подобрување на целокупната патна инфраструктура во државата. Ви благодарам. Конечно во блиска иднина ќе заврши маката и голготата за жителите на овој регион и овој пат кој што е стар 30 години ќе биде квалитетно реабилитиран и реконструиран за да биде долговечен, бидејќи овде има фреквенција на тежок сообраќај. Денеска сме овде да го проследиме прогресот во градежните активности
кои се извршуваат на реабилитација на државниот пат А2 делница Куманово-Срацин, втора фаза. Станува збор за делница долга 16,64 км со променлива ширина од 7 до 10 метри. Овој проект е финансиран од буџетот на ЈПДП и негова вредност е во висина од 7,2 милиони евра. Инако ќе се изврши реабилитација на комплетна коловозна конструкција со асфалтирање во 2 слоја и санација на 3. Ќе се направи заштита на косини со армирано бетонско и габионски зидови, како и поставување на заштитна мрежа. Постоечка ограда ќе се замени со нова еластична одбојна ограда по македонски стандард со европски норми и стандарди. Ќе се постави хоризонтална и вертикална сигнализација по цела траса, како и електрично осветлување на патот што поминува низ населеното место Страцин. Во моментот се работи на повеќе локации каде на дел од нив се асфалтира, како на ова овде, а на други се вршат останати градежни зафати. Во зависност од временските услови, во наредниот период врши асфалтирање, опоравување на постоечкиот асфалт, поставување на рабници, обележување на хоризонтална сигнализација и слично. Предвидниот рок за завршување на реабилитација е во август ова година. Работи е бетон, а надзорот е доверен на ГЕНК. За крај сакам да кажам дека минатата година беше реабилитиран и реконструктиран патот од Ранковцев до Крива Паланка во должина од 21 км. И со почнатите други реабилитации, санации и изградба во овој регион сакаме да добиваме комплет коридор 8 кој ќе биде безбеден и сигурен за учесниците во сообраќајот.